Благодарам, господине Джафери. Почитувани пратеници, почитуван представник на владата на Република Македонија. Пред нас имаме уште еден предлог законско решение, кој што се носи на брзина и покрај тоа што е најавуван веќе, што знам, можда 8 месеци. Зошто тоа го велам? Замислете, ова предлог законско решение, тоа со овој закон ќе се применува од 1 ноември 2019 година. Денес сме 13 или 14 ноември 2019 година. 14 дена веќе сме длабоко, што рече еден колега мој на Комисијата за финансирање во офсет. 8 месеци го припремавте закон и не успеавте да го припремите и го пуштате во процедура 15 дена после денот кога треба да се применува. Фирмите треба да даваат веќе плата за минатиот месец и ако го донесиме овој закон треба да го применат. До утре или до други ден мој рокот, законот уште не е донесен. Не ве разбирам зошто се што правите наврат на нос. Меѓутоа веројатно тоа е капацитетот на оваа влада на овој начин да носи закони од економската сфера. Не ви е прв пат. Ова се случуваше и со промената на деношната политика во последен момент на 31 декември, а требаше да се примени од 1 јануари, па сега се попишманувате, враќате назад, со еден збор неконзистентни економски политики. Вакви слични проекти, популистички, уназад имате донесено неколку. Проектот Мој ДДВ, од толку многу најавуван, 1/10 е реализиран од тоа што го велевте и проектиравте. Проектот субвенција на минимална плата, исто така, 1/10. Исто и ова го најавувате 10 месеци и го носите 15 дена после рокот од кога треба да се примени. И замислете, при презентација на проектот, председателот на Социјалдемократскиот сојуз и премиер го најавува дека конечно со овој закон државата ќе го легализира делот кога се дава кеш плата или плата во плек. Тоест конечно ќе легализираме сивата економија. Луѓе, носиме закони за подобрување на животот и стандардот на граѓаните или носиме закони за да легализираме сиви бизниси? Не ми јасно. Самата Светска банка вели дека со сивата, тоест неформалната економија изнесува 30 до 40%, мерките за намалување на истата чинат 0,8 од БДП, меѓутоа дека овие мерки, иако се наменети за справување на неформалниот сектор, нема веројатно да бидат успешни, освен ако не се проследени со зајакнување на даночна инспекција и администрација, поголема ефикасност на инспекции, подобрување на давање на јавни услуги и на закони што влијаат врз деловно опкружување. Не може да менувате економски закони како што ќе ви текни. Економијата треба да има предвидливост, треба да планира и да се развива. Како ќе се развива ако секој 2 месеци еднаш вака велите, друг пат така правите? Ви текнува пред избори што велевте колкава е дупката во ПИОМ, дека државата ќе пропаднела и дека ПИОМ не треба да се финансира од буџетот. Што е ова, колеги пратеници? 40 милиони евра тргате настрана од буџетот годишно, за да ја субвенционирате придонесите во ПИОМ. Што е ако не е пополнување на дупка во ПИОМ? Овие 40 милиони кои што ги тргате настрана се износот на пари кои што се прибрани од покачување на придонесите за ПИОМ на 2 пати и на Фондот за здравство. Истата сума на пари ги покачивте придонесите од сите деловни субјекти, но прибравте екстра пари за ПИОМ и сега со тие исти пари ќе пополнувате таа иста дупка во ПИОМ. Од една страна му земате на сите граѓани деловни субјекти, од друга страна му давате на одредена група на граѓани и на одредена група на деловни субјекти. Таа е општата критика што имаме како опозиција. Сега конкретно за овој закон
какви фалинки има. Како можете да му субвенционирате на еден деловен субјект плата без никакви критериуми? Јас да ви кажам, јас да сум газда на фирма од 20 вработени, во кој што веројатно се вработени членовите на моето семејство, прво што ќе направам, ќе му зголемам платата, мојата лична како директор, менаџер и на платите на моето семејство. Работниците што работат на лента, кузне дали ќе му се зголемат платите. Тоа е една работа. Втора работа. Што ќе се случи ако некој му текни дека овие 3 месеци наредни може да ја намали платата за 100 евра, па после 3 месеци да му ја зголеми платата за 100 евра, да го искористи законот за субвенционирање и во наредните 3 години на терет на државата, всушност, работниците да ја земат истата плата која што ја земат сега, меѓутоа придонеси за 100 евра од платата да плаќа владата на Република Македонија. Кај ви се заштитните механизми? Мислите дека нема да им текни на бизнисмените тоа да го направат? Како ќе ги спречите? Како ќе ги спречите? Да изманипулираат законот, да изманипулираат буџетот и владата. Или трае проектот 3 години, после тие 3 години ја намалуваат платата за тие 100 евра. Зошто да не вградите заштитен механизам каде што не смеат и наредните 3 години или наредниот период за кој што користеа субвенции да не смеат да намалат платата? Или пак одвоевте 40 милиони евра годишно. Ево успешен е проектот, се преуваат луѓе, тоа е фирми, за кои што треба да има 50 милиони евра субвенции. Што ќе правите? Прв дојден, прв услужен? Или оние фирми од информатичко-техничката технологија, кои што имат повисоки плати, и тие ќе си имат право да се зголемат за 100 евра на сметка на буџетот на Република Македонија. Тие ќе можат да се зголемат, бидејќи ќе бидат први пријавени во таа група, а некоја работилница каде што има мали плати, не успеале, бидејќи немале средства во првите 3 месеци да соберат за да покачат плата, не успеале да се пријават, кога ќе се пријават, извини, потрошен е буџетот, за тебе нема. Каде е еднаквоста на фирмите? Каде е рамноправноста, каде е конкурентноста? Или донеси го законот сега на брзина, важно пред избори да сме популисти, тоа е важно, да што ќе предизвика овој закон, многу нема потреба да се секираме, а ако треба, ќе излезиме, ќе речеме, извинете, луѓе, сгрешивме, доблест е да признаеме, ќе го вратиме, како што го вративме прогресивниот данок. Важно, предизборна корупција, очигледен пример. Многу фалинки, неосмислен закон, сите аспекти кои што ги зборувавме на комисијата очигледно не допреа до вас. Не размисливте што би требало да се направи за да се подобри законот. Со еден збор продолжувате со економски политики кои што не се конзистентни и кои што на еден начин прават штета во економијата, за жал, место да прават подобри услови за работа во економијата. Го фалите ова, го правдате дека вложувате во човечки ресурси, човечки капитал, а од друга страна пак, со ребалансот кој што беше пред некој месец, намалувате милиони и милиони евра во образование. Човечки капитал не се стекнува на овој начин. Човечки капитал се стекнува со вложување во образование и во учење, а не со популизам и со неосмислени мерки на спроведување. И на крајот оваа мерка ќе чини државата 120 милиони евра, пари кои што може да бидат искористени во многу попродуктивни цели, да се јача економијата, меѓутоа имајќи опреди дека ова влада не знае да работи и не знае што да направи, јасно ни е зошто го носите овој закон. Благодарам.